Дали тие што ќе се вакцинираат ќе добијат некаков документ за вакцинација, вакцинален картон, дигитален сертификат или нешто слично? Ќе добијат сертификат таков како што ќе се издаде од системот Мојтерим. Во делот на сертификатите, меѓународната употреба, евентуалната потреба да се покаже на граница на некои од земјите кои што се најгласни еве сега во најавата дека ќе бараат такви сертификати и потврди, се уште ништо не е официјално. Некои земји сметаат дека на тој начин ќе се заштитат, некои други сметаат дека е тоа некаква форма на дискриминација. Но, како и да е, секој кој што ќе се вакцинира кај нас, ќе добие соодветна потврда. Ќе имаат ли право на избор на вакцина граѓаните? Во моментот во опција е во аптеке само кинеската вакцина, но за понатаму дали граѓаните ќе можат да изберат? За сега ќе почне процесот на вакцинација со тие вакцини кои што ќе бидат на располагање, меѓутоа како ќе се зголемува пристапот, а очигледно е дека ќе се зголемува пристапот во месеците кои што доаѓа, ќе имаат граѓаните и таа можност. Добро, прилично чекавме за вакцини. Во светот е голем проблем, нели, набавката на вакцините. Потврли системот или компаниите? Не би рекол дека сме чекале кој знае колку долго. Еве, буквално сите земји во светот го имаат истиот проблем. И дури во тие земји кај што вакцинацијата започна, во некои дури и запре, а некаде каде што се одвива процентот на вакцинирање е навистина мал, со сосем мал број на земји кои што се навистина исклучок. Ние навремено реагиравме, навремено ги започнавме разговорите со буквално сите компании, со колективните механизми како се отвораа можностите, така ние ги правевме сите следни чекори. Дали политиката играше клучна, важна улога во набавката на вакцините? Се ориентиравме стриктно на Pfizer, но Европа сега се врти кон руските и кон кинеските вакцини во недостаток на вакцини. Дали има политика во вакцините? Не, би рекол дека е исклучиво прашање кое што ги прати правилата во делот на завршување на студиите и сите сертификати кои што вакцините ќе ги добијат. Заради тоа што Pfizer беше најнапред и во клиничките студии, и во добивањето на сертификатите. Затоа сите земји најпрво се свртија кон компанијата Pfizer. И сега како се завршуваат сите други процеси на другите компании за кои што мора потенцирам, знаеме дека се развиени на безбедни платформи, меѓутоа во административните процеси на добивање на документите беа нешто покасно, така ќе се зголемува и достапност. Но баравте ли во меѓувреме други извори на вакцини? Долго време се зборуваше Pfizer. Прашањето ми е тоа, дали се бараат други извори на вакцини, други компании? Апсолутно, ние ги пратевме сите процеси на завршување на клиничките студии, тогаш кога се осигурувавме дека се завршени и дека се у фаза на административна дозвола и употреба, така настапувавме ние кон компаниите. Зошто не ги прифативте руските вакцини кога од амбасадата, од руската амбасада ви беа понудени? Затоа што во моментот кога стигна таа понуда, вакцината беше во третата фаза на клиничката студија. Значи, се уште не беше завршен целиот процес на анализа, на клиничка студија, требаше се добијат сите документи од завршената клиничка студија, од властите руски за тоа дека е целиот тој процес безбеден, за да ние можеме да настапиме. И немаме проблем. Апсолутно тука нема политика. Повторно ќе кажам, двете американски вакцини, и Pfizer и Moderna, новата на Johnson & Johnson, AstraZeneca вакцината, кинеските вакцини, руската вакцина, ова што се најавува со производство во Европа, сите се развиени на безбедна платформа, но има некои правила. Сепак се тоа нови продукти, мораме да почекаме да завршат сите тие. Но некои земји веќе во втората фаза преговараа за во третата фаза веќе ги има вакцините. Сакам да ве прашам уште нешто. Немале земји кои се тие земји кои што сите земји кои што аплицирале и добиле вакцини во третата фаза се наоѓаат во фаза и ги добиле во фаза на клиничка студија. Ние тоа секако не сакавме да го направиме. Земјите од Европа се затвараат, најавите се дека многу застрашувачки. Германија се затвара на кратко, на 8 дена. Каков е ставот на Министерството и на Комисијата за заразни болести? Веќе имаме 45 луѓе, можеби и повеќе заболени. Дали ќе има некакви нови мерки? Еве многу конкретно. Разговарав со представници од британската амбасада кај нас, ние ја пратиме ситуацијата. Постојат две опции.
или силниот бран се должи ексклузивно на варијацијата, односно мутацијата на вирусот, што значи дека доколку значено се зголеми број на случаи, не само кај нас, со било која земја, веројатно ќе треба воведување на дополнителни рестриктивни мерки, или едноставно станува збор за природен тек на епидемијата во тие земји, не само како резултат на мутацијата на вирусот. За сега кај нас, со овој процент на детекција на мутацијата на вирусот, нема потреба да се воведуваат дополнителни рестриктивни мерки, но будно ја пратиме ситуацијата, анализираме, гледаме како ќе биде. Ви благодарам. Хвала. Здравствениот систем се подготвува за масовна вакцинација против коронавирусот. По многуте датуми, по најавите за различни количини, типови на вакцини, производители, патешествието заврши со пристигнувањето на првата пратка од долго очекуваната донација вакцини на Pfizer од соседна Србија. Тоа се првите 4680 вакцини од вкупно 8000 кои стигнаа на ова тло, по дебаклот од пред некој ден, кога беше откажано свеченото примопредавање и перипетиите кои траја цел месец со техничката документација. Втората пратка се очекува набргу, а по ова се чекаат 200.000 кинески вакцини од Sinopharm, за кои премиерот Заев најави дека ќе стигнат кон крај на месецот, по завршување на кинеската нова година. Надлежните се потприја исклучиво на вакцините од Pfizer, наместо да се бараат што повеќе вакцини од што повеќе различни производители. Сега најголемиот притисок се очекува да биде во април и мај, кога ќе има повеќе вакцини, а што повеќе граѓани ќе бараат да патуваат во странство. Но агонијата продолжува. Ковакс системот ги откажа вакцините од Pfizer. Наместо нив ни ветија 100 до 175.000 дози на AstraZeneca, од кои 35% треба да стигнат во март, а останатите во вториот квартал од годината. Се уште чекаме на 5850 вакцини од првата фаза на директните преговори со Pfizer, за кои во Министерството за здравство велат очекуваат следната недела да потпишат драфт договор. Нема трак ниту од ветените од Бугарија, Грција или Полска. Загриженоста расте, борбата е да се дојде до вакцини. Кризата еруптираше токму со вакцините на Pfizer од Србија, кои по многу нејасноти, недоречености и различни изјави од надлежните стигнаа во државата и со нив ќе се вакцинираат здравствените работници од ковид центрите. Во меѓувреме финишира планот за вакцинација во здравствените домови во државата, во Скопје во 7 поликлиники. Директорот Виктор Исјановски вели дека капацитетите и медицинскиот кадар се подготвени, а вакцинацијата ќе се одвива строго, без пријателски, роднински или политички врски. Ќе бидеме многу строги, дека во оваа фаза ќе запазиме само оние граѓани и само оние лица, дека ќе не може било кое лице да дојде преку пријатели, врски, не збориме политички така натаму, да се вакцинира. Се додека не почнеме во една фаза и не добиеме еден доволен број на вакцини, а тоа сигурно ќе следи како што е најавено, тогаш веќе ќе можеме малце и кон останатите категории на граѓани. Пријавувањето е преку сајтот Вакцинација МК, каде граѓаните само се регистрираат, а изборот ќе зависи од приоритетот и од количините на вакцини со кои ќе се располага. Вториот начин е преку системот Мој термин и процесот е во неколку фази. Првата фаза опфаќа дел во кој треба да се извести, односно матичниот лекар да ги анкетира, да ги праша пациентите дали се заинтересирани дали сакаат да ја примат вакцината и доколку сакаат, веднаш се избира и пунктот во кој најблискиот се разбира до местото на живење, во кој би се спровела вакцинацијата и потоа по добиените такви информации ќе се направи планирање согласно нивниот одговор и согласно количините кои ќе бидат пристигнати. Закажувањето на самиот процес на вакцинирање е одделен, односно при самото анкетирање не се добива веднаш термин, туку штом се дојдат вакцините и штом се постават пунктовите во функција, ќе оди и се надеваме дека тоа ќе биде во поголема количина и дека ќе немаме никаков проблем со термините.
Ваква пракса лекарите да се јавуваат на пациентите не постои никаде во свет, вели доктор Ненад Лазаров и потенцира дека досега матичните лекари не добиле никакви упатства и насоки од Министерството за здравство. Главниот проблем и зошто сигурно ќе има проблеми, тоа е дебакал ќе има, е тоа што има тотална мискомуникација, тоа не постои официјален канал на комуникација помеѓу нас и надлежните служби. Ние по однос на процесот на вакцинација, примарната здравство и матичните лекари, во моментот немаме никаква информација. Дали ние ќе закажуваме, дали ние ќе се јавуваме на пациенти, се ова на ниво на шпекулации од одредени представници на институции, информации изнесени за кои што ние официјално немаме никаков податок. Ама верувајте дека е катастрофално тоа и недозволиво да е во моментот кога ние разговараме, очекуваме да започне најавено е секој момент да започне вакцинацијата, ние немаме ништо на хартија, ниту по телефон, никаква информација, насока како да постапуваме. По појавата на новите мутации на вирусот, кога Европа се затвора пред опасноста од нов застрашувачки бран, нашата земја не презема никакви мерки, иако има повеќе докажани случаи со британскиот сој, кој е многу позаразен и посмртоносен вирус. Исјановски, кој е и член на Комисијата за заразни болести, вели не се размислува за нови мерки. Во овој момент не се размислува ништо. Ја ги слушнавме епидемиолозите и сите оние кои што се порелевантни од мене во комисијата, дека за сега нема потреба, дека епидемиолошката слика е добра и во иднина доколку имаме некоја таква потреба, сигурно може да се воведат некои нови мерки, меѓутоа сметаме дека овие мерки за сега се доволни. Македонија требаше вчера да превземе мерки. Ние веќе доцниме, загрижени и со големо внимание го наблюдуваме развојот и на терен со појавата на новите на се поголем број на случаи од новиот сој од британскиот. Тоа е загрижувачки бидејќи инфективноста е драстично поголема, тоа веќе и се гледа. И додека граѓаните се пријавуваат на сајтот со надеж дека ќе бидат повикани, некои бараат спас со вакцинација во соседна Србија, која е една од водечките земји по вакцинација, набавката на вакцините останува неизвестна. Од една на друга вакцина се менуваат датуми и термини. Чекавме предолго. Останавме во редот на последните, заедно со Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора. Како ќе се менаџира вакцинацијата понатаму? Колкав процент од населението ќе успее да се вакцинира? Останува да видиме. Ова вест загрижува прилично. Анкетата на Министерството за здравство вели дека има 13.600 здравствени работници, но само 4.300 од нив сакаат веднаш да се вакцинираат. Другите велат дека ќе почекаат, веројатно да видат какви ќе бидат ефектите. Таа бројка најверојатно и сега ќе се промени, сега повторно и списоците ги ажуриравме, заради тоа што за жал добар дел, некаде наши проценки се доке 20-30% од овој здравствен медицински персонал ја прелажа короната и тие по дефолт рекоа дека ќе бидат во втората и по наши експертски насоки во втората тура на вакцинација заради тоа што тие веќе имаат заштитни антитела кои што одреден временски период ги штитат на некаков начин од ковид инфекцијата. Тие што не заболеле, се извинувам, зошто тие не сакаат да одат во првата група? Да, ги прашавме и тие што имаше одговор изричито не, и кога одговараа не ги прашувавме зошто. Најголем дел од колегите се изјаснија дека немаат доволен број на информации. Имајќи во предвид дека оваа анкета беше спроведена во декември, почнавме веднаш од почетокот на декември, и од она што го имавме во неколку наврати на конференцијски вебинари кои што правевме со матичните лекари и колегите од вакциналните тимови, најголем дел се изјаснија дека немаат доволно информации за вакцините. Од типот не знаат со која вакцина ќе биде достапна за да се изјаснат дали сакаат или не, но забележуваме дека има одреден процент на колеги, тоа го видовме и со вакцинацијата од сезонски грип, кои што едноставно не практикуваат вакцинација или не ја практикуваат како превентивна мерка од заштита, што за жал се уште постои, барем ке лекарската фела, тоа е за жал заради тоа што ние треба да бидеме први кои што ќе бидеме промотори на она што значи превенција со вакцинација и заради самите себе, заради заштита на своето лично здравје, меѓутоа и како еден
пример за пациентите и граѓаните во однос на заштита од оваа инфекција. Сите видовме како изгледа всушност една вирусна пандемија за која што немате вакцини, трае многу долго и има покрај здравствени и социолошки и економски последици. Да. Така да верувам сега кога веќе се многу појасни работите, кои вакцини доаѓаат, се види искуството, знаете, сепак во овие 2 месеци се дадува повеќе од 50 милиони дози, се видоа резултатите од не само клиничките испитувања, туку вистинското вакцинирање на популацијата. Мислам дека добар дел од овие колеги се надевам искрено и ќе го променат своето мислење, па ќе се вакцинираат. Да. Практично и политичките елити, и здравствените работници секаде во светот се вакцинира и вие ќе ги охрабрите. Но ја споменавте пандемијата, ве гледав во интервју, споменавте дека со почнувањето на вакцината практично започнува крајот на пандемијата. Има различни мислења и тоа го знаете, тоа не се мислење или теории на заговор, туку на сериозни експерти. Една од нив ќе ја цитирам, епидемиолог Мелани Брикман, таа е член на советничкиот тим на Меркел. Климата, сигурно ја знаете, таа е ваша колешка, прилично е загрижена. Како вели, и читав едно интервју, вели дека ќе се бавиме и во 2022 со пандемијата, нема да не извлече вакцината, нема да попушти пандемијата во целиот свет, се додека целиот свет практично не е вакциниран. Еден успешен модел или еден позитивен пример, кој што се надевам дека на светско ниво ќе го видиме, е Израел. Она што го гледаме од процентот на вакцинирани ки Израел, тие веќе почнаа со олабавување на мерките, заради тоа што веќе детектираат дека спредингот, односно ширењето на вирусот, е значително намалено, а стигнати се некаде околу 35% од популацијата со вакцинација, навистина импозантен начин на вакцинирање и во однос на динамиката и во однос на бројката на луѓе кои што се вакцинирале, и тоа е тоа што треба да се постигне во секоја земја. Се додека принципот на вакцинација од тука попренува и принцип на солидарност. Никој не е заштитен додека сите не се заштитени. И тоа мото многу често се кажува и од тука е овој принцип дека Европската комисија не гледаше само за земјите членки од Европска унија, туку се гледаше и за членките кои што не се, кои што се во Европа, меѓутоа и во Европска унија. Два моменти исто така стручно треба да се размислуваат, а тоа се мутациите, односно варијациите на вирусот кој што се јавуваат, кој што е нормална и очекувана работа, и тоа го имаме ке сите вирусни инфекции. Ние секоја година имаме различни соеви од сезонскиот грип и тие се инкорпорираат во таа вакцина и таа вакцина штити точно за одреден временски период и точно за одредена хемисфера каде што тој вирус циркулира. Таков модел на нашите експертски состаноци веќе се предвидува во некоја иднина и за ковид вакцините, дека ќе бидат tailor-made, односно ќе бидат дизајнирани во зависност од циркулирачкиот вирус кој што ќе се јавува во одредени територии. Меѓутоа, сепак, насоките се доколку имате вие заштитено население барем најмалку 60% и доколку имате некаков вид на имунитет од оние кои што прележале, едноставно вирусот прекинува да циркулира. Трансмисијата на вирусот ја сведувате на минимум и со тоа нормално се намалува интензитетот на пандемијата. Гапови секаде може да се случуваат и да имаат, меѓутоа јас искрено мислам дека 2021 сигурно ќе ја поминеме со овие мерки, можеби не толку ригорозни после летото. Очекувам олабавување кога ќе почне веќе барем 30-40% од популацијата да биде вакцинирана, веднаш имате едно бројките сами по себе намалуваат. Тоа го гледаме во израелскиот модел и многу јасно се гледа. Ние на тековна основа ги добиваме тие податоци и мислам дека ќе успее тоа сценарио, но се тоа ќе зависи и од количините на вакцините што ќе ги имаме, од достапноста до сите земји. Имаше еден апел од Ковакс, сега всушност првата распределба на Ковакс вакцините беше во најсиромашните земји. Заради тоа што вие ништо не правите ако успеете да ги заштитите земјите богати од Европската унија, а останете цели региони кои што воопшто не ви се вакцинирани. Но очекувам реално дека некаде септември 2021 или искрено почетокот на 2022 полека ќе почнеме да се враќаме во нормално живење. Добро, прилично сте
оптимист за разлика од Мелани Брикман. Рикман, да. Таа е песимист, но добро ќе видиме. Таа се плаши дека новите соеви можат да донесат, како ги нарекува, како ракетен погон. Тоа сценарио со новите мутации и нивното брзо движење може да се реализира доколку процесот на имунизација се одвива споро. Доколку овозможите на вирусот и овие нови мутации доволно простор и време и популација да се шири, всушност ќе не можете со процесот на вакцинација да го претркате како состојба на некаков начин. Но ако го следите пак доктор Фаучи од Соединетите Американски држави, тој вели дека масовната имунизација, особено ке милионски популации како што е САД, е нешто што е задолжително токму поради тоа. Заради тоа што и вкрстените антитела што се создаваат од еден тип на ковид вакцина, во дел штитат и од следните наредни вируси, така да сепак некаков имунитет ќе има. И една од мерките што се препорачува е секако дека ќе имаме следење епидемиолошко, секвенционирање на тој вирус кој што циркулира и соодветно дизајнирање на дадени вакцини за секоја сезона. Да, добро, Фаучи беше и се уште е омилен. Звезда не само во Соединетите Американски држави, туку и во светски рамки. Ви благодарам за овој разговор, доктор Кеуростан. Благодарам и вам. Секако ќе има доволно во текот на годината. Што се однесува до самиот процес на вакцинирање, се почна, колку што сум јас информирана, се почна со вакцинирање на лица постари од 65 години. Тоа е веќе треба да мислам дека тоа е веќе во тек и продолжува во март и така натаму. Подоцна во април лица кои што ги имаат тие коморбидитети, помлади лица кои што имаат коморбидитети, односно претходни заболувања, и според планот треба да се вакцинира се 70% од населението до крајот на август. Дали тоа ќе се исполни, останува да се види, затоа што самото вакцинирање, самиот процес на вакцинација не оди баш така лесно. Треба да се подсетиме, пред да зборуваме воопшто за вакцините во Белгија и во Европска унија, треба да се подсетиме дека пред една година кога почна пандемијата, речиси никој не веруваше дека вакцини ќе има за една година. Така што фактот што ги има е еден вид вистинско чудо. И граѓаните и на ЕУ и кај нас се навикнаа дека вакцини ќе има, од есента почна да се зборува дека ете вакцините пристигнуваат и сите очекуваат дека сега со тоа ќе се стави крај на пандемијата. Меѓутоа ситуацијата не е баш така едноставна од повеќе причини. Фирмите не можат да произведат толку многу вакцини за целиот свет. Политиката се меша тука исто така со еден вид надпревар кој ќе има побрзо вакцини, кој ќе набави повеќе, сите ги наведуваат за пример и во Европска унија, Израел и Велика Британија и САД. И поради сето тоа, како да го кажам, пумпање оптимизам и ентузијазам, довербата во целиот процес кај граѓаните на Белгија опаѓа, се намалува. Последната анкета белгиска вели дека 70% од белгијанците ќе се вакцинираат, под 70%, но сепак довербата и во вакцината и во политичарите се намалува. И тука се појавија проблеми во снабдувањето со вакцина, сомнежи во ефикасноста на вакцините, за новите соеви на вирусот, и сето тоа донесува за тој пад на мотивацијата кај граѓаните и нивната доверба во сите актери во пандемијата.